денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Повторно расте бројот на заразени во Тетово, а бројот на хоспитализирани лица постепено се зголемува. Вакцинацијата против ковид во земјава ќе започне со кинеските вакцини. Три пешаци на Тетовско-гостиварското подрачје направиле прекршок во сообраќајот. Повторно расте бројот на заразени во Тетово, а бројот на хоспитализирани лица со COVID-19 постепено се зголемува. Лекарите потсетуваат дека битката со вирусот не е завршена. По кратката стабилизација, бројот на заразени со ковид во Тетовско повторно почна да расте. Се полни и клиничката болница. Речиси сите примени пациенти се повозрасни со коморбидитети и на кислородна поддршка. За сега има слободни места, но ако бројот продолжи да расте, ќе се приспособуваат и други оделенија за прием на заразени. Оти модуларната болница, покрај најавите дека ќе се изгради во јануари, се уште не е комплетно готова. Во разлика од прошлите 2 недели сега имаме покачување, значи имаме 24 хоспитализирани пациенти, амбулантски пациенти имаме дневно, мислим, во тек на работните денови околу 30-35 до 40 пациенти. Фактички би рекол дека сега имаме едно зголемување, така благо зголемување на бројот на пациенти, што најверојатно е резултат на можеби као последица од непочитување и невниманието. Опаѓањето на бројот на заразени на ниво на државата изминатиот период ги опушта граѓаните, но тоа е најголемата грешка, велат лекарите. Потсетуваат дека битката со вирусот се уште не е завршена. Граѓаните треба да внимаваат дека се уште сме во војна со вирусот, така да не се олабавуваат никако во никој случај, маска, дистанца обавезно. И сите тие што имаат симптоми задолжително да се јават кај својот матичен лекар. Проблем се уште останува криењето на контактите со заразените, но и тоа што има лица со симптоми кои натаму се лечат дома на своја рака, па откако состојбата ќе им се влоши, доцна се јавуваат на лекар, грешка која може да чини живот. Во очекување на првите анти-ковид вакцини во земјава и почеток на имунизација на населението, направивме анкета со гостиварци. Дали сакаат да се вакцинираат против коронавирус? Според последните најави на здравствените власти, првата тура вакцини против ковид во земјава ќе пристигне во текот на месецот, со што ќе започне и колективната имунизација. Најпрво со медицинските работници и ризичните групи граѓани, а потоа и останатото население. Коронавирусот и вакцинацијата се најактуелни теми меѓу луѓето периодов. Тоа го забележавме и при денешната обиколка на централното градско подрачје во Гостивар. Имаше голема раздвиженост, а повозрасните гостиварци го искористија сонцето да се подружат во паркот. На прашањето дали сакаат да се вакцинираат против коронавирус, добивме различни одговори и мислења. Јас лично да, ќе се вакцинирам. И немам ништо против. И немав никаква трема и пред и кога почна пандемијата, вие знаете добро дека сум бил многу активен, сум имал многу средби и не сум имал некоја трема со ова пандемијата. Знам дека може да постои као некој вирус, али немам некоја трема вака. Сигурно дека ќе се вакцинирам. Ако иде доде, пошто гледам дека уште го немат. Верувате дека вакцината ќе не Ќе биде успешна? Верувам на тоа, зашто да не. Штом цел свет го земат, значи има тука нешто, треба да се веруваат на тоа. Ќе се вакцинирам ако дава. И до кога ќе стигне, ќе се вакцинираме. Верувате ли дека вакцината ќе... Поверува цел свет во Господја, не само ние, цел свет верува. Се до кај ќе стигне тоа, како ќе биде пишано така. Вие како се штитите од коронавирус? По нормално како сите и ние сите. Што не е наредено тоа? Колку години имате вие, како го штитите вашето здравје? 94. Никако, како да ти речам, ја не знам. Еве сепак излегувате во град на сонце. Поизлагаме са бајле, мало шетаме покрај Вардарот и туе седам ја кај школата Брас.
и навечер така и некој пат овде мало да помине времето. А ќе се вакцинирате ли против ковид? Па не знам како да ти речам, за мене џабе е више многу години. Само ако даваат не е проблем. Како ќе препорачаат докторите? Да. Мислењето е наше малку двоумно. Зашто ја практикувам вести и слушам стално, и слушам и од Косово, и од Македонија, и Италија, знам и италијански и немачки јазик. Меѓутоа, тоа му кажав и на вашата другарка, дека сумњаме. Во Англија се доста има мртви случаи од ова, друго има кои добиле алергии, некои там. Значи вие не би се вакцинирали? Не, ја не сум примил као мал вакцина, никогаш не памтам ја во живота. Не знам ни лекар, ни сол, ни шеќер, ни па пијам. Употребувам бабини лекови, ваки планински тие природни. Најдобро. И сум. Тоа ќе се вакцинираме, да. Верувате на вакцината? Па верувам. Како вие се штитите во време на пандемија? Па ја го поминав тоа. Пред 5-6 месеца и така. Како го поминавте? Па полесно, со полесни проблеми тоа. И сега ги почитувате, не? И почитуваме сите правила, мора да почитуваме. Тоа. Вакцинацијата, дали вие би се вакцинирали? Никогаш. Зошто? Зашто сумњам на овој политичари, сумњам. Значи, овие се напред бизнис за народот и за себе, да се збогатат, а народот да се уништи. Како вие се штитите од коронавирус? Ја никако, и без маска да оде и таа никако не учествувам ја. До Не сега. верувате дека вакцина? Не. Ова не е ни од Господа, ни од никој. Ова е чисто од некои бизнисмени што прават бизнис со народот. Министерот за здравство Венко Филипче денес соопшти дека првата количина на вакцини која ќе пристигне во земјата ќе бидат од кинескиот производител Синофарм, и тоа 200.000 дози. Друга пратка која е најавена за март треба да стигне преку Ковакс системот и ќе бидат од компанијата AstraZeneca. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека вакцинацијата против COVID-19 во земјава ќе започне со кинеските вакцини, за чија набавка разговорите се во завршна фаза. Се работи за 200.000 вакцини за кои транспортот ќе го организира Министерството за здравство. Во месец февруари првата количина на вакцини кои што ќе пристигне во нашата земја ќе бидат кинеските вакцини. Ние практично целокупниот процес на имунизација согласно веќе спремниот систем ќе го започнеме со тие вакцини. Сега не би шпекулирал во однос на точниот датум, меѓутоа за многу кратко време ќе го знаеме. И тоа после што ќе го истиот објавиме, а ќе пристигнат 200.000 вакцини. Со тоа ќе почне вакцинирањето на сите приоритетни групи. Сакам да потенцирам дека буквално сите вакцини кои што се сега на пазарот се безбедни, дека немаме задршка кон ниедна вакцина, дека сите се развиени на безбедни платформи, едноставно многу тешко се стигнува во овој момент до вакцините. Еве и овие преговори кои што ги водиме сега со Pfizer, кои што ги водихме и ги завршуваме со кинеската компанија, се навистина тешки, бара многу детали. Голем дел од граѓаните во Гостивар кои прележале ковид во лабораторијата на болницата испитуваат дали развиле антитела на вирусот. Кај повеќето се потврдува дека имаат антитела, што значи дека стекнале некаков имунитет на COVID-19. Дали откако ја поминав короната имам имунитет што ме штити од повторна зараза? Ова прашање е најчестото што си го поставуваат пациентите по прележан COVID-19. Кај граѓаните од Гостивар се покажало дека повеќето развиле антитела, односно стекнале некаков имунитет. Испитување на присуство на антитела на COVID се врши преку крвта во лабораторијата на Гостиварската болница. За сега може само да се потврди дали пациентите имаат или немаат антитела, но не и во кој процент. Последно време во нашава лабораторија, благодарение на
Африм, што им е раководител на болничката лабораторија, успеавме да добиеме тестови за антитела и голем дел што ми кажуваат, особено здравотените тука што прележале штовац, значи имаат антитела спорено. Сега немаме процент да ни кажат колку имаме како, ама се створени антитела. Очекуваме наредниве денови да микробиологија добие некој апарат ми кажуваат во кој ќе се каже колку процент имат ИГГ или IgM антитела во организмот на човекот. Научната и медицинската фела во светот се уште истражуваат колку трае и во која мера штити од нова зараза стекнатиот имунитет на коронавирус. Одредени наводи укажуваат дека оздравеното лице нема да фати повторно ковид најмалку 5 месеци, а нивото на заштита се движи околу 80%. Во однос на актуелната состојба со ковид во Гостивар, доктор Наумовски информира дека на инфективно моментално се хоспитализирани 20 пациенти. На денешен ден имаме 20 пациенти, мислам, на оделение, од кои 6 се со кислородна поддршка, останатите се во подобрена општа состојба. Намален е бројот на пациенти, можам да речам вчера и завчера малку повише, иначе имаме 10-11 пациенти, значи овие 2-3 дена се примени уште до 9-20, колку што рековме. Е смирена состојбата, али до кога како, никој не можеме да кажеме. Лекарите советуваат, без оглед дали некој ја поминал заразата со ковид, да ги применува и почитува мерките за заштита и протоколите, исто како да не ја прележал болеста. Во истражување направено во Британија на над 6600 оздравени од ковид, во 44 случаи биле пронајдени потенцијални повторни заразувања. Се потврдило и дека некои луѓе со антитела и понатаму може да го пренесуваат вирусот. Председателот на владата Зоран Заев вели дека секој предлог вреди да се разгледа и дека го видел и оној на председателот Пендаровски за одложување на пописот за некој месец, но тој смета до месец јуни дека треба да се реализира. Го видов и предлогот на председателот на државата да се одложи некој месец, окей, јас сум секој пат спремен, се е вредно за размислување. Летото знаеме дека попис не се спроведува, септември е кампања, октомври е изборен период за локалните избори и да размислиме за месец дена, месец и пол, да завршиме некаде до средината на јуни, веќе гледам опозицијата тоа го одби. Така да уште еднаш ќе испратам пораката да бидеме одговорни и да го спроведеме пописот. Пописот е согласно сите стандарди на Евростат и сите меѓународни стандарди на пописот. Ако е во прашање фрустрацијата заради тоа што некој не успеал да направи попис, аве некој ќе успее да направи попис. Јас уште сега објавам дека е заеднички успех пописот кој што ќе го спроведеме заедно сите во државата. Не држи тврдењето дека за време на пандемија не може да се оди да се прави попис. Како тоа за време на пандемија се собират подписи? Како имавме успешни избори? Имавме локални избори успешни. Ќе се поднесе барање за укинување на законот за попис, што беше донесен без консензус и без елементарно почитување на здравјето на граѓаните во услови на тешка пандемија, најави денеска лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тој уште еднаш повтори дека бара електронски попис или одложување на истиот. Апелираме на разум. Доколку разум не постои, да биде пописот одложен за 2022 година. Апелираме до владата и до надлежните во парламентот да го прифатат предлогот на опозицијата за електронски попис. Уште во 2015 година, поддржано од страна на Европската Унија, Европската комисија, Министерството за информатика и администрација, има услови да ги подготви базите на податоци за спроведување на електронски попис, проект кој што заврши 2018-2019 година. Него изложувајте здравјето на граѓаните. Не бевте способни да го заштитите, не бевте способни да донесете вакцини за тие кои што сакаат да го заштитат здравјето вакцинирајќи се, да им го овозможите тоа. Овој пат барем направете електронски попис. Полицијата вчера ги контролираше пешаците. Дали и колку тие ги почитуваат важечките знаци, правила и прописи. Најмногу од констатираните прекршоци биле преминување на улиците надвор од пешачки премин.
42 прекршоци открила полицијата при вчерашната акцијска контрола за пешаците во сообраќајот во Тетово. 30 од нив се однесувале на преминување на улиците надвор од обележани пешачки премини. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Санкционирани се и 11 други видови прекршоци, информираат од СВР Тетово. Граѓаните на Тетово во анкета велат дека и пешаците, како и возачите, не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Ма и пешаците слабо ги почитуваат сообраќајниве правила во Тетово. Што не иде на пешачки, него иде про цела улица, кај ќе им текне. Тоа е најголемата грешка. Најкриви се, најкавајат. Значи ќе да чека да дојде аутото до пешачкиот, тоа е рипа пред тебе. Изгледа како ми е порано што сме поштувале, сега помало. Па кашо гледам половично, да. Сите не ги почитуваат, да. Јас сум со врска со деца, гледам и на црвено не ми се десило да помина. А иначе 80% не ги поштува. Многу мало ги почитуваат. И они возачи не ги почитуваат и пешачи не ги почитуваат многу. Никако не ги почитуваат. Како се однесуваат во сообраќајот? Па има некој добро, некој не. И возачите малце не го респектираат како треба. Инаку контрола вчера била реализирана и во Гостивар, каде полицијата санкционирала 11 пешаци, од кои 6 не користеле тротоари и се движеле по коловоз, и 5 кои преминувале улица надвор од обележани пешачки премини. Санкционирани се и 6 други видови прекршоци. 31 санкција за брзо возење во Тетово. Мотоциклист возел со 160 км на час. Спроведени засилени контролни активности за санкционирање на возење со недозволена брзина. Тетовската полицијска станица за безбедност на патниот сообраќај вчера вечер од 22 часот до 24 часот со користење на така наречен ноќен радар спровела засилени контролни активности за санкционирање на возење со недозволена брзина на улицата Маршал Тито во Тетово, на потегот од Монопол кон приклучокот на автопат, во кој вкупно биле откриени и санкционирани 31 пречекорување на максимално дозволената брзина. Од нив 10 пречекорувања биле за над 50 км на час, а 21 до 30 до 50 км на час. Меѓу санкционираните и мотоциклист кој по оваа улица се движел со 160 км на час, како и патнички моторни возила, чија брзина била над 130 км на час. На сите прекршители изготвени им се соодветни платни налози. Санкционирани се и 9 други видови прекршоци, меѓу кои 4 лица кои ги управувале возилата без возачки дозволи. Засилените контроли продолжуваат и во наредните денови. СВР Тетово апелира до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај. Физички напад над 29 годишен тетовец од страна на двајца жители на Тетово на возраст од 20 и 21 година. Полицијата регистрираше и случај на нарушување на јавниот ред и мир, како и каснување од куче бездомник. Слушнете ги деталите. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 74 лица, 34 од Тетово и 40 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 11 лица од Тетово изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 169 лица од Тетово и 116 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера во 13 часот и 45 минути во населба Дреновец во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода тетовци на возраст од 21 и 20 години, кои околу 13 часот физички нападнале 29 годишник од Тетово. Според пријавеното, еден од нив употребил и остар предмет со кој му нанел повреди на 29 годишникот. Двајцата пријавени задржани се во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера вечер околу
околу 20 часот во Тетовско Сараќино, полициски службеници привеле 66 годишникот ова село, кој во алкохолизирана состојба претходно го нарушил јавниот ред и мир и од кого бил одземен нож. Се расчистува случајот и против него ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера околу 11 часот и 20 минути на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 54 годишен гостиварец, кој се однесувал агресивно кон нив додека преземале службени дејствија и против кого ќе биде изготвен соодветен поднесок. 47 годишен гостиварец вчера во 11 часот и 20 минути пријавил дека во непосредна близина на гостиварската општа болница Ферит Мурат бил каснат од куќе бездомник. Екипата на Ренова со нерешен резултат против Охрид Лихнидос ги заврши подготовките крај Охридското езеро. Нерешено во Охрид одигра и Тетекс, кој се подготвува за продолжението од втората Лига Запад. Фудбалерите на Ренова одиграа нерешено 2:2 на последниот надпревар од подготовките во Охрид против второлигашот Охрид Лихнидос. Ренова рано го отвори резултатот и победе во 8-та минута преку голот на Ален Јашаровски. Следуваше комплетен пресврт и Охрид победе со 2:1. Сепак, Емран Рамадани не дозволи второлигашот да се радува на победа и во 80-та минута ги постави конечните 2:2. Воедно овој надпревар беше и последен во подготвителниот период за екипата на Ренова пред почетокот на пролетниот дел од првата лига на 13 февруари, домашниот надпревар со Фенерџијата Беласица. За разлика од Ренова, која денес ги заврши подготовките во Охрид, екипата на Тетекс денес го одигра предпоследниот надпревар крај Охридското езеро. Противник на тетовската екипа им беше косовскиот второлигаш Кек, а надпреварот заврши нерешено 3:3. Екипата од Косово имаше убедливо водство од 3:0 се до 80-та минута, кога Сашо Шоповски намали на 3:1. Во 88-та минута Бојан Михајловски намали на 3:2, додека Блашко Николовски во 90-та минута го спаси Тетекс од пораз на овој надпревар. Текстилците последниот контролен надпревар на подготовките во Охрид ќе го одиграат во петок против Победа од Прилеп. Првенството во втората Лига Запад ќе започне на 27 февруари, кога Тетех ќе му гостува на директниот конкурент за опстанок Кадино. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!